Владата и државните институции да се изјаснат какво зголемување на пензиите ќе има од 1 септември годинава, побараа денеска на пресконференција пензионерите од повеќе градови. Од Штип истакнаа дека треба да е јасно дали покачувањето ќе биде линеарно или процентуално, а во меѓувреме го искажаа и револтот од Сдруженијето на пензионери и актуелната председателка. Сме собрани да покажеме револт, не само према Сојузот на пензионери, да покажеме револт и на други институции, како например да не се понесуваме, треба јавно да излезе владата да каже како ќе биде покачувањето од 1 септември оваа година, а не да се манипулира, бидејќи на крај ако се свесни политичарите, ќе видат од кој ги добија изборите. Бараат нејзина оставка, односно промена со цел како што велат новиот председател да биде избран од страна на пензионерите. Дополнително ветуваат дека со ново раководство ќе биде зголемена опремнината за починатите од 35 на 50.000 денари. Ова раководство мора да се оди, бидејќи таа е поставена вештачки, односно е ставена од господин поранешен премиер што беше Зоран Заев, на местото кај што е сега, не е избрана по легален пат, значи здруженијата да ја гласаат. Затоа, значи, новото раководство ќе биде бирано на сосема друг начин, демократски, со избори од сите здруженија, представници во Здруженијето на пензионерите, а не само од Скопје. Ермнината на пензионерите починати на фамилијата на 50.000 денари. Дел од присутните пензионери го искажаа својот револт и заради непризнавањето на нивните здруженија, како например представниците од Конче. Кратуват ни човечки права. Ние во Конче 23-та, 6 месец 23-та сме формирани и од кога сме формирани ја имаме сите правни процедури поминато и сите правни нишани. Но ние не знаеме, јавно кажувам пред македонската јавност, кај ни одат личната членарина, што е некаде околу 27 денара. Тие што се за погребнина или за Сојуз се остануваат на сметка на ПИОМ, но тие 27 денара што треба да доаѓаат на сметката на нашето здружение, не знаеме, до ден денеска немаме пристигнато. Дел од пензионерите не можат да прошетат ниту во Македонија, немаат пари за лекови или се сами. Ваквата слика јасно зборува за ситуацијата во која се наоѓаат голем дел од македонските пензионери со ниски примања, вели представникот од Скопје. Бараме господјата Станка да си даде оставка, бидејќи опште сме умаловажавани оние луѓе што се со ниски примања. Има луѓе болни со количка, нема кој да ги посети. Немат пари. Кошничката е малечка, за лекови ги дават. Никој не ги прашува. Они се понашат како да е нивно, приватизирано. Секој ден се возат, ако автобусот оди на вода, господа, ако кафаните дават без пари да појдеме ние сите. Ода 2 пати на одмор по Албанија, по Грчка. 2 пати за 2 месеци, 3 години. Некој не може да излезе да го види градот, да го прошета. Македонија не ја знаат луѓето. Македонија не ја познаат луѓе има. Пензионерите минатата година неколку пати излегуваа на протести додека да го добијат линеарното покачување на пензиите од 5.000 динари. 2.500 динари минатата година и уште 2.500 динари треба да добијат со мартовската пензија.